Добар ден, почитувани гледачи, дневник на телеканал А1. Еве ги топ 3 настаните на денот. Денес е светскиот ден на Црвен крст и црвената полумесечина. Општина Валандово започна со пролетното крпење и асфалтирање на повеќе улици низ градот. Домот за деца и млади Благо Јанков Мучето од Струмица денес отвори уште една изложба во низа на ликовни дела во домот на АРМ. Започнуваме со попладневното издание на дневникот на телеканал А1. Министерството за внатрешни работи со свечена манифестација го одбележа Денот на полицијата во чест на пожртвуваноста и делата на припадниците на МВР кои го загубиле животот бранејќи ги државните и институционалните вредности. Пред спомениците во кругот на МВР цвеќе положија министрот Нухиу, директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков, како и високи функционери во Министерството за внатрешни работи, дипломатскиот кор и членови на семејствата. На Денот на полицијата на Република Македонија ќе се поклонам пред символот на оваа значајна државна институција со длабоко уверување и максимална посветеност дека со нашето заедничко ангажирање оваа институција ќе ја доведеме во параметрите кои се меѓународно признаени за работата на полицијата во услови на една демократско општество. Сите заедно да се ангажираме за што поскоро целата полиција да се стави во служба на државата и на општеството. Новата влада, предводена од СДСМ, е одлучна да спроведе темелни реформи во полицијата и во безбедносните служби, изјави денеска пратеникот и генерален секретар на СДСМ Оливер Спасовски, кој беше и министер за внатрешни работи во техничката влада за спроведување на изборите на 11 декември 2016 година. Инаку Спасовски одржа пресконференција 1 час по свеченоста во Министерството за внатрешни работи за одбележување на 7 мај, Денот на македонската полиција. Новата реформска влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, е одлучна да спроведе темелни реформи во полицијата и безбедносните служби, со цел полицијата да стане целосно професионален, модерен и ефикасен сервис на граѓаните на Република Македонија. Видовме дека во МВР, во полицијата и безбедносните служби има професионалци, кои за време на 10 годишниот режим, за време на насилството во парламентот, за време на обидите за дестабилизација, одговорија совесно и достоинствено во интерес на граѓаните. Заедно со професионалците ќе ги направиме потребните реформи преку кои што ќе овозможиме полиција што ќе ги штити исклучиво граѓаните, а не нечии лични, партиски или било какви други интереси. ВМРО ДПМН тврди дека спротивно од волјата на народот, уставот, законите и деловникот, СДСМ се обидела нелегално да избере председател на Собранието на Република Македонија. Нелегалниот председател на Собранието уште првиот работен ден во неговиот кабинет постави албанско знаме и кабинетот го претвори во штаб на неговата партија. Нелегалниот председател на Собранието најави дека седниците ќе ги води на албански јазик, со тоа што Собранието на Република Македонија ќе стане трет парламент во регионот каде седниците ќе се водат на албански јазик, велат од ВМРО ДПМН. Сето ова, велат од партијата, е надвор од Охридскиот рамковен договор, каде што, како што додаваат, јасно се наведува дека пратениците можат да се обраќаат на својот мајчин јазик, доколку истиот го говорат над 20% од населението, бидејќи тоа е индивидуално право, но кога се води седница, тоа е чин од позицијата на председател на Собранието
и во име на институцијата која што ја представува, и затоа единствен службен и официјален јазик е македонскиот. Молкот на СДС е доказ дека започнува реализацијата на неуставната тиранска платформа. Оваа платформа започна да се реализира иако народот е против неа, се вели во соопштението од ВМРО ДПМН. Продолжуваме со дневникот. Протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија продолжуваат и денеска. Традиционално во 17 часот пред владата на Република Македонија, граѓаните како и досега ќе маршираат по, како што ја нарекуваат, патеката на државноста се до собранието. Протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија продолжуваат и денес, точно во 17 часот. За време на викендите иницијативата не одржуваше граѓански марш, туку други активности. На 69-тиот ден од почетокот на протестите беше организирана панел дискусија на тема случувањата во собранието на 27 април. Зачувување на унитарност на државата, не за двојазичност, отфрлање на тиранската платформа, избори и попис се дел од пораките кои се испраќаат од организаторите од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Од заедничка Македонија секојдневно ги повикуваат сите граѓани да дојдат во што поголем број и да чекорат по патеката на државноста, бидејќи друга патека и држава немаат. И на југоистокот повторно од 19 часот ќе има протести. Денес е светскиот ден на Црвен крст и црвената полумесечина. За значењето како функционира и дел од историјата за Црвен крст слушаме во продолжение од утринската емисија и гостувањето на Љупчо Јанков од Црвен крст Струмица. Денес, како што реков, е светски ден на Црвениот крст и на црвената полумесечина, па кажете ни повеќе за тоа кога е основен, која е целта на Црвениот крст, како функционира поточно во кратки црти за историјата на Црвениот крст. Па, Црвениот крст е меѓународна хуманитарна организација со посебни овластувања, каде што седиштето на оваа организација се наоѓа во Женева. Во моментот Црвениот крст и црвената полумесечина работи во приближно 200 држави во светот, така да ова е навистина најголемата хуманитарна организација од светски карактер. Идејата за формирањето на Црвениот крст почнува од Анри Динан, кој што во 1859 година ја ги видел страдањата на ранетите, повредените во битката во Солферино, и од тоа произлегува една негова книга Сеќавање на Солферино. Од таму со негови истомисленици, државници во тоа време, почнува една идеја за формирање на една хуманитарна организација која што би можела да работи во целиот свет, а се разбира на поле на хуманоста, односно на поле на помагање на унесреќените, повредените, ранетите, како во воени состојби, значи, така и при евентуално некои други елементарни непогоди или други или некои други карактеристични незгоди, и се разбира на социјално унесреќените лица. Значи, со таа идеја за една голема хуманитарна организација почнува самото формирање на Црвениот крст. Во почетокот тоа бил само Црвен крст, амблемот значи 5 квадрати, црвени квадрати на бела основа. Ние велиме, тоа е во основа неутрално знаме и обратно од швајцарското знаме, како би можело да биде искажена неутралноста на една хуманитарна организација. Понатаму со ширењето на идеите на Црвениот крст и идеологијата, се разбира, на неговите соработници, истата организација почнува да се проширува со своите идеали во целиот свет. Во Женева е седиштето на Црвениот крст и црвената полумесечина. Во една држава, еве како што е Македонија, може да постои само една организација под име Црвен крст. Во Македонија Црвениот крст, во одредени делови од светот, посебно во муслиманските држави, се користи црвената полумесечина.
А Општинската организација на Црвен крст од Радовиш го одбележаа Светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина со домашна посета на стари и изнемоштени лица. Во акцијата беа вклучени младите волонтери од Црвен крст кои постојано работат на нови активности и проекти. Бесплатна домашна посета и мерење на шекер во крвта и притисок за стари и изнемоштени лица од општина Радовиш, обезбеди Општинската организација на Црвен крст од Радовиш во соработка со Здравен дом и Центарот за социјална работа, по повод одбележувањето на Светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Како што истакна Верица Беќарова, секретар во Општинската организација на Црвен крст Радовиш, во оваа акција вклучени се младите волонтери на Црвен крст. Денес по повод 8 мај, Светскиот ден на Црвен крст и Црвена полумесечина, во соработка со Здравниот дом од општина Радовиш, ќе одиме во посета на стари изнемоштени лица, значи со доктори, со сестра од Здравниот дом ќе се мери шекер во крвта и притисок бесплатно и така со волонтери од Црвен крст, значи ќе им помагаме зависно од потребите на целната група. Според Беќарова, волонтерите на Црвен крст постојано работат на нови активности и проекти со намера да им помогнат на оние на кои им е најпотребно. До сега имаме веќе 5 акции организирано, сега ни да изгледат акција во Рудникот вклучим на 12 оваа недела. Значи сега се спремаме за општинскиот надпревар прва помош, исто така на крајот на мај. И имаме низ активности доста овој месец. Црвен крст во акција промоција на хумани вредности проектот веќе заврши, значи имаме проектот Ценети со сонце со највисока оценка. Младинците ќе одат на финална работилница во Струга. Значи сега имаме 5 младинци како представници од нашите групи што ќе одат на финална работилница и таму ќе се спремаме за неделата на промоција на хумани вредности која е во септември. По повод Светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина ќе биде промовирана и поштенска марка, а во рамки на одбележувањето ќе бидат организирани и серија други настани во сите општински организации во земјава. Половина од популацијата во светот, а вклучително и во Македонија, е заразена од хеликобактери. Најраспространетата инфекција кај луѓето низ целиот свет може да предизвика доста проблеми кај дигестивниот систем, а докторите велат дека веќе се поместува и старосната граница, па во Македонија има случаи кога хеликобактери се констатира и кај бебиња. Хеликобактери констатирана и кај бебиња. Вакви случаи неретко имаат лекарите во Македонија, што укажува на тоа дека за инфекциите кои ги предизвикува оваа најраспространета бактерија во светот нема веќе старосна граница. Иако не е патогена, во моментот кога ќе почне да се размножува, може да предизвика сериозни проблеми. Се пренесува преку плунка, нечисти раце, храна и најчесто е на места каде популацијата е посиромашна, помалку социјално обезбедена и во држави каде има слабо развиени социјоекономски услови за живење. Кај нас хеликобактерот пилори бидејќи се населува во главном во желудникот. Прво, желудникот е органот кој што е таргет, кој што е целта на хеликобактерот и заради тоа најчести се воспалувањата. Воспалувањата кои што ги предизвикува на тој орган. Тоа значи гастритите. Има многу голем број на гастрити, најразлични. Меѓутоа, понатака може да се јават улкусите, чиревите. Се предпоставува дека во популациите кај што има хеликобактер, голем е процентот на појава на улкуси, односно на чиреви во желудникот, во 12-палачното црево, па и во хранопроводникот многу поретко. За жал, хеликобактерот е обвинет и за појава на туморите во желудникот. Македонското здравство располага со 3 тестови за откривање на оваа бактерија. Едниот е преку крвта, кој дава резултати со сигурност од 75%. Потоа се користи и проверката на фецесот со сигурност од над 80% и процесот на гастроскопија, кој е најсигурен, дава резултати за само неколку минути и е со точност од над 93%. Во Европа се користат и други методи, од кои најзастапен е преку апарат за така наречен издишен воздух. Симптомите, вклучително и инфекциите кои ги предизвикува хеликобактер, може лесно да се препознаат. Она која болест ќе предизвика хеликобактерот,
таа болест практично предизвикува таа симптоматологија. Например, еден гастрит може да даде надуеност, може да даде подригнување, може да даде надуеност, реков, на стомакот, па киселини после јадење, па може да даде болка во предел на лажичката, болката да биде, гадење, ослабнат апетит, повраќање. Се тоа симптоми кои што можат да не упатат дека хеликобактерот може да биде присутен. Лекарите велат дека множне често се случува инфекцијата откако ќе се излечи да се повтори, но посебната терапија која вклучува антибиотици како и посебниот режим на исхрана може да ја подобри здравствената состојба на организмот и да го заштити од натамошни инфекции. Домот за деца и млади Благо Јанков Мучето од Струмица денес отвори уште една изложба во низа на ликовни дела во Домот на армијата. За деца и млади, Благо и Мучето има една повеќе годишна традиција на организирање на републичка манифестација насловена како Цвеќе, која што оваа година ќе биде 27 поред. И секоја година се одржува во мај месец. Ова манифестација или овај настан е всушност трипартитен или составен од три делови, од кој првиот дел е ликовен конкурс на кој што пристигнуваат ликовни творби изработени на тема Цвеќе и од кој потоа на самиот ден на одржување на манифестацијата организираме ликовна изложба. Така да тие дела го видуваат својот бел ден, меѓутоа следниот дел, тоа е цртање на асфалт или цртање на хамер, како што гледаме денес на овие големи хамери кои што се наоѓаат позади мене, а третиот дел е аранжирање на цвежо цвеќе. Токму оне и втор дел, каде што имаме цртање на хамер, по завршувањето на оваа манифестација, всушност и цртежите завршуваат во нашето депо. Па затоа нашата институција одлучи од оваа година, па и натаму, пред секоја нова манифестација Цвеќе, да цртежите, ликовните творби работени на хамер во големи димензии бидат изложувани точно пред одржувањето на новата манифестација од претходната година. Меѓутоа, за да ние ја збогатиме оваа изложба, освен делата од Цвеќе 2016, имаме одреден број на дела од 2015 година, како и дел од цртежите кои што ги направија учениците по повод Дено на пролетта, се изработени во паркот пред Домот за деца и млади. Која ни е целта на оваа изложба? Е тоа што трудот кој што е вложен од страна на децата и се работи не само за труд, туку и за огромна љубов и внимание кој што го посветуваат при изработувањето на цртежите, да не заврши со самото цртање, туку тие да добијаат уште една можност да бидат повторно изложени, а со самото тоа и размислуваме да изложбата може биде преземена од некоја друга институција и да биде видена од други гледачи или заинтересирани страни. Се надеваме дека одзивот на Цвеќе оваа година ќе биде ист како и сите претходни години, а оваа изложба ќе биде само еден поттик и мотивација за понатамошна работа на децата кои што постојано соработуваат, а се дел од основните училишта кои што редовно имаат соработка со Домот за деца и млади Благо и Мучето. Одиме со Валандово. Општина Валандово започна со пролетното крпење и асфалтирање на повеќе улици низ градот. Предвидено е да се санираат повеќе улици во вкупна должина од 350 метри и во вредност од над 4 милиони денари. Повеќе улици во градот се дел од пролетната акција на општина Валандово за асфалтирање и закрпење дупки на неколку сообраќајници кои се во полоша состојба. Според информациите од општинските власти, се работи на повеќе локации, а веќе завршена е улицата 29 ноември, лоцирана во близина на поголемите супермаркети. Оваа сообраќајница е асфалтирана во должина од 240 метри и ширина од 6 метри, заедно со проширувањето за крстосница. Од општината велат дека средствата се обезбедени од општинскиот буџет и од Агенцијата за патишта при владата. Освен оваа улица, предвидени за санација во пролетниот период се и улиците Илинденска во должина од 210 метри, крак на улицата Маршал Тито во должина од 235 метри, како и крак меѓу улиците Страшо Пинџур и Иво Лоа Рибар во должина од 90 метри. Земјените и подготвителни работи, како и асфалтирањето на сите улици во вкупна должина од 350 метри е во вредност од над 4 милиони денари.
Зафатите предвидуваат и крпење на дупки на улиците, а сите сообраќајници се лоцирани во градското подрачје. Изведбениот рок на градежните работи е 55 дена, додека изведуваче фирмата Джови Компани од Струмица. Во градот се уште во теке е изградбата на новиот пазар, лоциран на местото на досегашниот кој веќе е покриен и градежните работи привршуваат. Се очекува новиот пазар наскоро да се отвори, а предвидено е да се постават 40 на тезги, додека во околниот простор оставена е можноста да се отворат помали дуќани, чиј надворешен изглед, како што велат општинарите, ќе биде типизиран и одреден од стручните служби на општината. Јубилејна акција Ден на дрвото засадија својата иднина се одбележа денес во основното училиште Крсте Мисирков од Гевгелија, каде што учениците имаа можност да засадат семе од ела, за чии садници ќе водат грижа и наесен ќе ги засадат во нивните училишни дворови. Под мотото од семче до дрвце со засадување семе од ела, денес учениците од 1 до 8 оделение од основното училиште Крсте Мисирков од Гевгелија го означија почетокот на 19-та акција Ден на дрвото засадија својата иднина. Акцијата се спроведе во рамки на оделенскиот час, без при тоа да се наруши наставниот процес. И оваа година традиционално нашето училиште се вклучи во проектот Садница Плюс. Секој ученик доби семе и го засеја во своја саксија. Саксиите, тоа засадените семења, ќе бидат и ќе се чуваат во училниците, каде што ќе можат учениците секојдневно да го следат процесот на нивното никнување и растење. А исто така и ќе може да се развие грижата кон тоа што го засеале, а исто така и ќе да се развие и екосвеста. Засадените садници ќе бидат наблюдувани во текот на целиот раст и развој како се развиваат во големи дрвја од страна на учениците, а за најдобро одгледаните дрвца учениците по оделение ќе бидат наградени. Можеме да видиме учениците од прво А оделение како го развиваат чувството за одговорност како најмали ученици во училиште, да успеат да таа одговорност и понатаму да ја негуваат со тоа што ќе засеат семења од ела. Сите садници ќе бидат засадени во текот на есенската акција во училишниот двор. Инаку оваа акција е јубилејна 10-та поред за Ден на дрвото, а 6-та акција Садница Плюс. Почитувани, следуваат настаните од светот, да ги проследиме. Лидерот на афганистанскиот огранок на терористичката група Исламска држава, Абдул Хасиб, е убиен при операција на афганистанските специјални сили во источната провинција Награхар, соопшти синоќа председателот на Афганистан Ашраф Гани. Хасиб беше избран за лидер на групата минатата година, откако неговиот претходник Хаис Саид Хан загина при воздушен напад на американски дрон. Се оценува дека по негова наредба се организирани бројни напади, вклучително и оној во март годинава, врз воената болница во Кабул, што беше извршен од борци маскирани како лекари. Американската војска потврди дека лидерот на Исламската држава во Афганистан, Абдул Хасиб, е убиен во воена операција кон крајот на април. Во своето прво обраќање до нацијата, откако денеска беше избран за нов председател на Франција, Емануел Макрон ги повика сите французи дека ги штитат најранливите меѓу нив, јавуваат од Париз. Вие избравте да ми ја дадете вашата доверба и јас ви ја изразувам мојата длабока благодарност, рече новиот француски председател говорејќи од неговиот изборен штаб. Тој притоа нагласи дека чувствува чест и одговорност. Ви благодарам од срце, јас нема да ве заборавам, рече Макрон. Во текот на 5 години кои се отвараат, мојата одговорност ќе биде да ги смирам страстувањата. Мојата одговорност ќе биде да се соберат сите жени и сите мажи кои се подготвени да се соочат со огромните предизвици, кои не очекуваат војнина, порача Макрон. Тој најави дека ќе се бори со сета своја сила против поделбите што ја подкопуваат Франција.
Наблюдувачка на Организацијата за безбедност и соработка на Европа, ОПСЕ, била подложена на сексуално малтретирање од страна на вооружен маж во Источна Украина. Маж вооружен со автоматско оружје сексуално малтретирал жена од патрола, заплашувајќи дека ќе ја спречи да замине на исток, доколку не ги задоволи неговите барања, стои во соопштението на ОПСЕ. Во текстот не се наведува кога се случил настанот, туку само дека наблюдувачката патрола ја напуштила зоната и заминела по друг пат. Анонимна представничка на ОПСЕ ја потврди информацијата, наведувајќи дека тоа се случило на територијата под контрола на сепаратистите. 1000 најбогати лица од светот на финансиите, бизнисот, забавата и спортот во Велика Британија заедно позедуваат богатство што се проценува на рекордни 658 милиарди фунти, што е за 14% повеќе во споредба со 2016 година, покажува најновата традиционална листа на Sunday Times. Според составувачите на листата, најбогатите продолжуваат да се богатат и покрај стравувањето на обичните британци од последиците врз нивниот стандард при Брекзит. Па на годинешнава листа има рекорден број од 134 британски милиардери, или 14 повеќе од минатата година. Први на оваа листа се браќата Сри и Гопи Хиндуџа, финансери во секторот за нафта и газ, недвижности, автомобили, енергетика, медиуми, банкарство и здравство, со вкупно богатство од 16,2 милиарди фунти. Годинешно нивно богатство е поголемо за нови 3,2 милиарди. И уште една информација за овој дневник. Облачното време со врнежи од дожд ќе се задржи до среда, а од четврток се очекува времето стабилизирано со умерен јужен ветер и значителен пораст на температурите. Температурата во среда ќе се движи од 16 до 24 степени, во четврток од 20 до 27, во петок од 24 до 30, во сабота од 25 до 34 степени Целзиусови. Времето утре ќе биде значително облачно со повремени врнежи од дожд, особено во западните делови од земјава. Ќе има и ретка појава на грмежи, ќе дува умерен северен ветер, кој долж по Вардарието повремено ќе засилува. Во среда предплатне на запад се уште ќе има услови за локален дожд, а од четврток времето ќе биде стабилно со умерен јужен ветер и значителен пораст на температурата. Почитувани, ова беше и последната информација за овој дневник. Следниот е во 20 часот. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.